Не се слушаат експлозии и пукотници, не се врши инвазија со војници. Ова е тивко, но разорно оружје. Доаѓа во форма на компјутерски код. Вирус кој ги заразува мрежите на критичната инфраструктура и е заспан, се додека не се јави потребата од активирање, што може да предизвика целосен крах. Имаме сајбер шпионажа, каде примарната цел е прибирање на доверливи информации, би рекол документи и слично. Затоа сите овие типови на активности се често поврзани помеѓу себе и ја градат општата сцена на сајбер активности. Последиците од нив, или степенот на нивната опасност, зависи од повеќе фактори. Речиси сите големи сили имаат сајбер единици и градат сериозна инфраструктура, како за одбрана на системите, така и за одмазнички напади. Сајбер заканата секако може да има и катастрофални и далекосежни последици. Тоа е особено акцентирано од аспектот на крадење на доверливи податоци кои би можеле да придонесат до развивање на долгорочни непријателски стратегии, или со дури можен ефекти во реалниот свет, придонеле дури и до загуби на човечки животи. Најеклатантен пример е вирусот Stuxnet, кој преку флопи диск зарази илјадници компјутери од нуклеарната програма на Иран, за да ги спречи центрифугите за збогатување ураниум. И зад него стоеа САД и Израел. Глобалните конфронтации прераснуваат во студена сајбер војна. Големите сили доволно е да покажат за што се способни, како вид на одвраќање од директен конфликт, слично на принципот на контролата на нуклеарното вооружување. До сега имало обиди, барем билатерални обиди, би рекол, за постигнување на некакви договори или поточно ветувања за прекин на сајбер активности помеѓу држави. Проблемот во сајбер просторот е во доследноста во спроведување на тие договори, би рекол, и докажувањето со апсолутна сигурност дека одредена странка извршила напад. Меѓу предлозите за контрола на сајбер оружјето се антихакерски договори за кражба на тајни и напади на критични системи, санкции за хакери и терористи кои делуваат самостојно или се спонзорирани од држави и увид во развојот на технологијата.